Добар ден, почитувани колеги советници, членови на Комисијата за јавни дејности, почитувани гости. Констатирам дека има кворум за работа. Согласно член 38 од Советот на општината Битола, службен гласник на општината Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола за 23.12.2025 година, вторник во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Донесување заклучоци против дезинформациите за мигрантски кампови. Точка број 2. Програма за туризам на општина Битола за 2026 година. Точка број 3. Програма за култура во општината Битола за 2026 година. Точка број 4. Програма за образование во општина Битола за 2026 година. Точка број 5. Програма за социјална заштина во општина Битола за 2026 година. Точка број 6. Програма за превенција на детско престапништво на општина Битола за 2026 година. Точка број 7. Годишна програма за работа на јавната општинска установа Културен информативен центар Битола за 2026 година. Точка број 8. Годишна програма за работа на општинска јавна установа Зоолошка градина Битола за 2026 година. Точка број 9. Годишна програма за работа и финансиски план на јавната општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2026 година. Точка број 10. Програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2026 година. Точка број 11. Годишна програма за работа за 2026 година на општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крстен Мисирков Битола. И точка број 12. Решение за измена и дополнување на решението за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во основните училишта на подрачјето на општина Битола за учебната 2025-26 година. Вака предложениот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Три гласа за. Констатирам дека можеме да почнеме по однос на точките. Точка број 1. Донесување заклучоци против дезинформациите за мигрантски кампови. Го повикам известителот за оваа точка да се произјасни. Благодарам. Како советничка група, доброначалника на општина Битола, поднесовме заклучоци против дезинформациите кои што се шират за мигрантски кампови. Со тоа сакаме да ставиме крај на една лажна кампања и манипулативно действување на политички субјекти кои во јавноста пласираат невистини и инсинуации за наводно прифаќање мигранти или изградба на мигрантски кампови на територијата на општина Битола. Сакаме со ваквите дезинформации кои што се шират свесно и континуирано со цел создавање паника и чувство на несигурност кај граѓаните, што директно ја нарушува стабилноста и спокојството во локалните заедници. Се надевам дека овие заклучоци ќе бидат прифатени и ќе бидат едногласно изгласани од страна на сите советнички групи, бидејќи една стара кампања која што има за цел само да се шират дезинформации, како што кажав, и да се направи една несигурност помеѓу локалното население во општина Битола. Со овие заклучоци ќе ставиме јасно до знаење дека општина Битола ниту прифаќа, ниту ќе прифате некаков тип на мигрантски кампови на територијата на општина Битола. Благодарам. Ви благодарам. Дали има прашање по однос на првата точка? Доколку нема, поминуваме. Повели Димитар. Јас имам една само мала сугестија, значи овде во првата точка од заклучоците се осудува лажната кампања и манипулативно действување на опозицијските политички субјекти. Мислам дека ова е широк термин опозицијски политички субјекти. Јас како представник на Либерално-демократската партија се чувствувам како опозиција, но никаде не сум ширел дезинформации и лаги во однос на мигрантите и не мислам дека треба да има еден ваков широк поим. Доколку на некој точно се однесува, треба да наведите точно. Иначе, лажните информации и шпекулации, јас ги слушнав од британски медиуми, како што е британскиот Таймс, Телеграф и пратеници лабористи. Може би, овој термин опозицијски политички субјекти треба да го замениме токму со овие медиуми, преку кои беа пласирани вакви информации. Барам да се направи промена,
на овие заклучоци и да се формулира точно за да можеме реално да гласаме. Вака формулација опозицијски политички субјекти без да се наведи на кој се мисли, мислам дека не треба да стои во овие заклучоци. Благодарам. Благодарам. Бидејќи друг никој не бара збор, поминувам на втората точка. Програма за туризам на општина Битола за 2026 година. Го повикувам известителот да ја појасни оваа точка. Повелете. Благодарам. Добар ден на сите, почитувани присутни. Предлог програмата за туризам на општина Битола за 2026 година е во висина од 8 милиони денари, кои што се распоредени во 3 ставки, и тоа организација на зимска приказна 6 милиони денари, промоција на активности Национален парк Пелистер за развој на туризмот 1.500.000 денари и спроведување на јавен повик за здруженија кои што извршуваат активности во врска со унапредување на туризмот. Накратко јас толку, сигурно ќе има некои прашања. Благодарам, Дејан. Дали има прашање по однос на втората точка? Доколку нема, преминуваме на третата точка. Програма за култура во општина Битола за 2026 година. Го молам известителот да ја појасни третата точка. Здраво на сите. Во однос на програмата за култура за 2026 година, важно е да кажеме дека таа е со вкупен износ од 20 милиони и 300.000 денари. Програмата за култура за 2026 година опфаќа неколку области, како што се театар, визуелни и медиумски уметности, литература и културно наследство, манифестации и фестивали и интердисциплинарни проекти. Меѓу скоро целата програма за култура за 2026 година е поддршка на традиционални настани кои се одржуваат по повеќе години, меѓу кои тука спаѓаат најпознати како што се и Линденски денови, Интерфест, Мал Битолски, Монмартар, Камера 300, фестивал на монодрама, фестивал на музика од светот и друго. Тоа е. И благодарам. Дали има прашања по однос на оваа точка? Доколку нема, преминуваме на четврта точка. Програма за образование на општина Битола за 2026 година. Повелете. Благодарам, добар ден на сите. За програмата за основно образование за општина Битола за 2026 година, предлог буџетот, предлог дотацијата која е доделена од Министерството за образование е 692 милиони 113.000 денари, од кој можеме да заклучиме дека поголемиот дел е за плати и надоместоци. Останатиот дел од 13 милиони 080 денари ги распоредуваме за материјални трошоци, како што се електрична енергија и течни горива. Остатокот го дополнуваме со буџетот на општината од 15 милиони, исто распоредени за материјални трошоци, и секој недостаток ќе биде покриен со наредни ребаланси на буџетот. За програмата N2 или средно образование, за дотацијата е издвоена 346 милиони 497 денари. Потребите на училиштата за во однос на плати се 258 милиони 266.000 денари. Другите трошоци се надоместуваат за материјални трошоци, како што се исто електрична енергија, вода, одржување, течни горива, превоз на учениците и слично. Ви благодарам. Дали има прашања по однос на оваа точка? Доколку нема, поминуваме на наредна точка, точка број 5, програма за социјална заштита на општина Битола за 2026 година. Го повикувам известителот да ја појасни точката. Да. Да, се слуша. Во ред, активностите во програмата за социјална заштита се со вкупен буџет од 14 милиони 610.000 денари. Програмата е систематизирана во 4 клучни области, тоа е финансиска помош и поддршка, тука е вклучена еднократната парична помош за лица од ранливи категории во неповолни услови. Втората активност е ран детски развој и инклузија, каде се вклучени партиципацијата на детските граѓанки, инклузијата на децата роми, како и поддршката преку програмата за образование.
како обезбеден превоз за деца со попреченост до и од училиште, потоа трета активност е социјалната заштита на лица со попреченост, во која се вклучени услугите на рехабилитација, каде се обезбедува одржливост на регионалниот ресурсен центар за слепи лица, потоа се финансираат одредени програми за рехабилитација на овие лица преку Сдруженија на граѓани. Тука е вклучен и специјален транспорт со специјално возило до и од болница на лица од ранливи групи. Потоа имаме финансирање на обука за лични асистенти и негователи за стари лица, како и воведување на услугата интно копче, тоа е алармјалки за стари и изнемоштени лица. И четвртата активност е намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, која што опфаќа финансиска поддршка на лица со ретки болести, потоа социјален погреб за лица без семејство, интервентно свестување и изгрижување на бездомни лица, а потоа и се издвојуваат и средства за поддршка на активностите на локалните совети и волонтерските активности на ниво на општина Битола. Тоа е тоа. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, поминуваме на наредна точка. Точка број 6. Програма за превенција на детско престапништво на општина Битола за 2026 година. Го молам известителот да ја појасни точката. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам. Сега добро е. Со планирање, поттикнување, организирање и реализирање на активности кои што се насочени за превенција на детско престапништво. Нашите активности се реализираат преку седници каде што се информираме, договараме, одредуваме на кои прашања треба и кои активности треба да бидат ставени на дневен ред и да се реализираат. Започнуваме нашите активности исто така се определени со општите цели на нашата програма, а тоа е проценка на состојбата за малолетничко престапништво на територијата на општината и воспоставување и јакнање на координативната соработка со институциите кои што го третираат проблемот со малолетничко престапништво. Сега овде нашите активности се насочени со барање на информации од Центарот за социјална работа, од СВР Битола, од Основен суд Битола за малолетници со престапи, до престапи и ризик од престапи. Исто така упатуваме барања до основните и средните училишта за малолетници кои што се со ризично однесување, негативно поведение, ризик за развивање од престапи, изречени педагошки мерки и ученици чии родители се повикани на советување. Со анализа на овие податоци, ние понатаму ги направивме нашите активности, кои што ќе бидат насочени, акцентот е ставен на организирање на трибини, во кои што низ основните и средните училишта, низ основните училишта трибини, едукативни работилници, исто така предавања за ученици, наставници и родители, совет на родители, представници на совет на родители, во однос на зависности, зависност дрога, алкохол, пушење, повеќе во средните училишта, но ќе започнеме и во основните, бидејќи долната граница на влегување во овие зависности, особено пушењето, се намалува и од 7 оделение. Потоа, исто така, тука е нашата кампања за насилство, секаков вид на насилство, врсничко, сајбер насилство и нашиот настан 16 дена активизам против насилство, родово базирано насилство, кој што го правиме во декември, а завршува со настан на кој што ќе опфати трибина, презентирање на филм и креативни активности за борба против насилството врз жените. Сензибилирањето и подигањето на свеста на заедницата за постечкиот и растечки проблем за малолетничка деликвенција, ние го правиме со организирање на настани со кои што пренесуваме пораката дека малолетниците, односно младите во тинејџерскиот период, треба да се насочуваат кон
спорт, креативни активности, читање книги. Тука е затоа нашиот голем настан кој што го организираме заедно со КИДС, Црвен крст, да бидеме креативни, а не девијантни, каде што од сите училишта ученици се представуваат со каде што ги поттикнуваме, како што реков, на спортски активности и друго, а против девијантни однесувања. Сите наши активности ќе бидат насочени кон тоа, за подигнување свеста, особено на цела средина, општествена средина. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, поминуваме на наредна точка, точка број 7. Годишна програма за работа на јавната општинска установа Културен информативен центар Битола за 2026. Го молам известителот да ја појасни точката. Повелете, директоре. Добар ден на сите. Годишната програма за работа на јавната општинска установа КИДС Битола за 26 година изработена согласно со статутот на институцијата, како и стратегијата за развој на институцијата, тоест установата. Годишната програма е поделена во 7 сегменти и тие опфаќаат 7 различни програмски подрачја. Првото програмско подрачје е издавачка дејност и следење на организација и реализација на литературната, образовната и културната дејност во општина Битола. Второто програмско подрачје е музичката дејност и следење и организирање на популарната музика и музичко-едукативна сценска дејност. Третото програмско подрачје е сценско-уметничка дејност и следење на организацијата и реализација на драмска, оперска, балетска, танцова, куклена и друга сценска уметност. Четвртото програмско подрачје е ликовно-галериска дејност. Петтото е филмската дејност, која е поврзана со киноманаки. Шестото програмско подрачје е поттикнување на културниот и уметничкиот аматеризам. И седмото програмско подрачје е туристичката промоција, предлог програма за акционен план за промоција на објектите на КИДС, офицерски дом и киноманаки, кои што наредната година ќе земат се поактивно и по експлицитно промовирање на културата и туризмот на општина Битола во регионот и пошироко. Што се однесува до во планот за вработување, за наредната година се исто планирани 2 вработувања, со оглед на тоа дека е зголемен обемот на работа и остатокот од буџетот програмски се приходи планирани од билети од културни манифестации, приходи од закупнина на објекти и имаме исто тука буџетски вкупно би дошло 22 милиони од страна на општината во кои што би се покриле програмските активности и платите на вработените. Што значи дека вкупната развојна и планирана година за 26 година буџетски би била негде околу 22 милиони плюс 7 милиони 500 собствени расходи, негде околу 29 милиони. Ви благодарам. Продолжете со вака плодна работа и 2026 година. Дали има прашања по однос на оваа точка? Доколку нема, поминуваме на наредна точка. Точка број 8. Годишна програма за работа на општинска јавна установа Зоолошка градина Битола за 2026 година. Го молам известителот да ја појасни точката. Повелете. Добар ден на сите. Значи, Зоолошка градина Битола во 2026 година планира да изработи неколку проекти, со таа цел е доставен планот за работа за 2026. Меѓутоа, јас ќе нагласам еден од важните приоритети во 2026 година. Тоа е осогласување на содржавната стратегија која што во моментов се работи, а Зоолошката градина учествува активно во најзина имплементација за усогласување со зоорегулативите на ЕУ. Иначе ова година, 2026
година ќе се започне со изградба на терариум и живеалиште за копитари, започнување на постапка за изградба на живеалиште на Фламинго, реконструкција на живеалиште на лами, реконструкција на живеалиште на мајмуни, изградба на пешачки патеки, вложување во едукација на вработените, организирање на едукативни програми, зголемување на содржините на детскиот парк. И ова година сакаме да направиме повик 2026 година, затоа што во 2025 имавме доста вакви реализирани проекти со невладини и волонтерски организации, да се подобри визуелната комуникација на граѓаните со животните, со работа со дневни центри, со посебни потреби деца, разни научни активности и така натаму. Тоа е отприлика, значи сакам да кажам исто така дека Зоолошка градина во 2026 сака да ги надмини проблемите со немањето на кадар. Во моментов сме многу малце вработени, значи стручен кадар од типот на ветеринар и така натаму. Така да мислам дека 2026 година ќе биде подобра година за Зоолошката градина во однос на 2025. Иако во 2025 се направи многу се направи за Зоолошката градина, во 2026 очекувам дека ќе имаме уште подобри услови во Зоолошката градина. Ви благодарам. Ви благодарам. И ние се надеваме дека ќе има подобри услови за нашите најмили, најмлади. Точка број 9. Дали има прашања? Се извинувам во однос. Повелете. Бидејќи рековте, директоре, многу се направи во 2025-та. Може да ни кажете што е направено во Зоолошката градина во претходната година? Во ова година? Може. Во 2025 година е направено, значи комплетно е направено живеалиште за ему, птица. Направено живеалиште за ној и набавка на 3 единки ноеви. Оспособување на просторија за вработените. Значи претходно беа сместени во нестандардни услови. Сега има просторија која што доликува. Изработка на мурал. Не знам дали сте биле. Значи мурал со големина од 12 метра на 4 метра. Ставање во функција на базен на мечка. Значи нешто што 12 години не бил ставен во функција. Делумна реконструкција на живеалиште на тревопасни животни. Набавка на 4 нови единки елен, лопатар. Набавка на палми, значи нови животни. Набавка на пони конјче. Целосна реконструкција на живеалиште за антилопа и бизон. Значи 2026 сне тргнати, 2025 сне тргнати во постапка, добивме одобрение за увоз на животни од Белград, Зоолошката градина. Со таа цел мораше да направиме услови за животните. Поставување на нови информативни табли, значи таа е постапка во тек. Целосна замена на електричната инсталација. Цела електрична инсталација беше воздушно водена, имавме големи загуби на електрична енергија, дури имавме и можеше да дојде до несакани последици тук. Значи целосно е заменета и наместена подземна инсталација со нови водови, нови ормари и така ната. Засадени се 75 садници по повод 75 години Зоолошка градина, значи нови садници. Целосна реконструкција на објект на влезот во Зоолошката градина. Тој е еден руиниран објект кој што беше каде што беа вработените порано, целосно се реконструира. Целосна обнова на живеалиштата што беа изградени со проектот од 2012 година, во смисла на надворешно санирање, таму каде што имаш испаднато малтар, комплетно молерисување, префарбување и така ната. Подготвена е нова проектна документација за живеалиште на копитари и терариум. Значи, она што треба да се реализира во 26. Значи, предходно требало да се подготват проекти.
Изработка на проектна документација за изградба на живеалиште на Фламинго. Во 2026 со помош на донации планираме ова живеалиште да го изградиме. Но треба да подготвите проектна документација, да добиете одобрение за градење. Воведување на материјално и финансово сметководство, нешто што зоолошка градина го немала долги години наназад. Се изврши обуки на вработените. Значи, обуки беа извршени 5 дена во Белград, 2 дена во Скопје и така натаму. Отпочната постапка за добивање на согласност од надлежните министерства, ова што ви кажав за овоз на животни од Белград, значи ќе се носи свети ибис, ракун, антилопа и бизон. За нив се изградени, претходно ви кажав, и соодветни живеалишта. И активното учество за изготвување во Националната стратегија за зоолошки градини во согласност со зоорегулативата. Значи, во Министерство за животна средина, во поглавието каде што се третираат заштитата на животната средина и биодиверзитетот, има многу прашалници и многу нешта кои што треба да се усогласат со зоолошките градини, не само Битолската, него и Скопската. Значи, во процес е изработка на стратегија која што треба да биде за нас свето писмо за зоолошките градини, ако сакаме да имаме зоолошка градина. И таа стратегија и нов закон што треба да се изработи, кој што треба да не приближи до европските зоорегулативи. Што се однесува како треба да изгледа зоолошка градина. Што е дефиниција на зоолошка градина? Ние се немаме дефиниција за зоолошка градина. Што е зоолошката градина? Нема. Подзаконските и законските акти што ги третира зоолошките градина се третираат во неколку министерства. Закон за зоолошка градина нема. Така да таа стратегија ќе треба и да се презентира тука пред вас, да ја видите, да дајте согласност за таа стратегија и понатаму кој да биде, како да биде, треба да се придржува до таа стратегија ако сакаме да имаме модерна зоолошка градина по сите стандарди кои што ги бара Европска унија. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали има повели? Ако може. Повели Димитар, па после Значи, Стефан. рековте се направи базен за живеалиштето на мечката, ако ве разбрав добро. Не се направи, него имаше базен кој што не беше во функција. Добро, мечка имаме таму? Да. Добро. Кафеава мечка. И уште еднаш не ве разбрав, значи 2 птици слушнав дека сме. Колку животни сме набавиле во 2025 и сме ја збогатиле содржината на зоолошката градина. Ова околу документација, значи ние како граѓани не е видливо тоа што сте сработиле како документација, ме интересира јас кој ќе го донесам детето 2024 со 2025 колку е збогатена содржината на животни. Значи во однос на 2025 ова тековна година. Така. Уште еднаш не ве разбрав, се извинувам. Ако. Значи, тоа во дело на документи што ми викате не ве интересира, тоа е првото што треба да ве интересира. Значи, вие како советник треба да биде видливо за вас, извинете. Значи, во дело на животни кои што се донесени во 2026 година, и 5-та, извинете. Во 2025 се донесени 3 ноеви се донесени. Донесени се 2 пони конјчина, донесени се пауни, ајде да не нешто промаршам. Отприлика тоа е тоа што е донесено. Да, значи она што снимале услов, што сме можеле да создадиме услови за благосостојба на животните. Значи ние можеме да донесеме многу други работи, меѓутоа треба пред се да се внимава на благосостојба на животните. Значи она што можеме, знаеме, имаме просторни услови да ги згрижиме. И донесени се, извинете, елени лопатари. Ви благодарам. Повели Стефан. Ви благодарам, председателка. Сакам како советник еден мал совет до директорот за 2026 година. Мислам дека станува збор за една зоолошка која што покрива голем регион, не само во Република Македонија, туку и го покриваме голем дел од грчкиот регион. Односно, иди на ударно место кога
грците, да речем, доаѓаат во Битола и во Македонија. И поради тоа сметам дека како зоолошка ви фали малце маркетинг и треба да поработите во 2026 во однос на тие структури со цел и туристички да привлечеме со зоолошката градина, со што би ги зголемили вашите буџети, односно би го зголемили вашиот буџет. Ви благодарам. Благодарам. Дали има се уште прашања? Доколку нема, поминуваме на 9-та точка. Годишна програма за работа и финансиски план на јавната општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2026 година. Го повикувам известителот да ја појасни оваа точка. Повелете. Добар ден на сите. Во името на установата Дом за стари лица би сакала накратко да ја презентирам програмата за работа. Години уназад, само да спомнам дека институцијата како од ваков вид е многу одамна и се занимава со згрижување на стари изнемоштени лица кои не се во состојба сами да се грижат за себе или немаат просторни и стамбени услови за згрижување. Ви беше презентирана програмата, не би сакала да навлегувам во детали, само би спомнала дека сместувањето се врши во два павилјони кои располагаат со капацитет од 150 легла за згрижување. Сместувањето се врши на два начини, преку решенија од надлежните центри за социјална работа за лица кои немаат сопствено семејство или се во социјален ризик, и згрижување на лица со индивидуални договори, за кои згрижувањето се врши на начин што дали член од семејството или старател подпишува договор за сместување, врз основа на кој ги презема сите обврски да се грижи, да ги подмирува трошоците, да води сметка за потребите што се надвор од институцијата доколку има потреба. Пружаме ние во установата исхрана, 3 оброци, секојдневно се изготвуваат и ужина во нашата институција, во сопствена кујна, со сопствени набавки на храна. Исто така се води сметка за хигиената, како на корисниците, така на просторот и на објектите. Здравствената заштита се одвива преку препишана терапија од соодветни матични лекари кои се во избор на корисниците, а исто така имаме ангажирано специјалисти кои доаѓаат еднаш неделно или по потреба на повик. За да му биде животот не многу монотон, се организираат и разни културно-забавни и рекреативни активности во рамките на можностите на секој корисник поединечно, доколку е во подобра здравствена состојба. Имате наведено според оперативниот план за секој празник, за секој и без разлика за каков повод се работи, со надворешни друштва, фолклорни, пејачки, со школите имаме добра соработка, со градинките исто така, без разлика со разни владини, невладини здруженија. Скоро во текот на цела година се опфатени тие културно-забавни активности. Исто така му се организира и работно-окупациона терапија на старите, се организираат работилници во рамките на самата институција, располагаме со посебни простори, така наречени занимални, чајни кујни, каде што можат посвесните и поподвижните корисници да се дружат. За да можеме да ги пружиме нашите услуги, моментално имаме 36 вработени, од кои претежно се медицински сестри и геронтодомакинки или негователки на стари лица и нормално останат персонал што е поврзан како што се готвачите во кујната, помошниот персонал, техничкиот персонал,
Бидејќи не ги покриваме со вработени сите потреби, по пат на јавни набавки организираме избор на фирми за одржување на електрична инсталација, водоводна инсталација и сите потреби, добавувачи за храна, невролог, психијатар, бербер или фризер за корисниците и други добавувачи во зависност од потребите на секојдневното живење. Што се однесува до буџетот на институцијата, располагаме со 3 сметки кои се во склоп на трезорот на Министерството за финансии, од кои едната е наменска сметка, финансирана од централниот буџет преку општинскиот буџет, каде што претежно средствата се наменети за платите на вработените. Располагаме со основна сметка буџетска, од каде што се финансирани најчесто режиските трошоци, како што се трошоците за струја, за вода, за нафта за грејење, и самофинансирачка сметка, која е исто така во рамките на трезорот на Министерството за финансии, каде што средства обезбедуваме врз основа на уплата од корисниците кои исклучиле индивидуални договори по предвидени цени кои се донесени од Советот. Со оглед на тоа дека финансиските средства се такви како што се трудиме да ги покриеме сите активности што ни се планирани. Јас не би сакала да ги читам поединечно планираните трошоци во 2026 година, само би сакала доколку има некој прашање или да побара некој појаснување, би можела да му одговорам, бидејќи презентирани ви се поотделно по сметки и по видови на трошоци. Само ќе нагласам, доколку сме во можност наредната година, би сакале да вложиме нешто во подобрување на условите за старите лица, обновување на инвентарот, најчесто тие се работи што се потрошен материјал, што се трошат како и во секој домакинство, така и кај нас во институцијата. Толку би имала да кажам, а доколку некој сака нешто да му се појасни, слободно може да праша. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку не, повели Димитар. Ме интересира, директорке, дали и колкава е листата на чекање на стари лица кои чекаат да влезат во домот? Дали имате податок и дали размислувате за проширување на капацитетите за сместување? На второто прашање би ви одговорила. Капацитетите не сме во можност моментално да ги прошириме, затоа што се тие стандардни, толку реконструкција е извршена на објектот во 2014 година, проширени се капацитетите со можност за 150 легла. Во постоечкиот објект немаме можност за проширување. Во овие услови што сега ги имаме. Листа на чекање имаме на корисници, меѓутоа точниот број сега моментално не можем да ви го кажам. Сигурно има 30 корисници што чекаат сместување и повеќе можда, меѓутоа зависи за кој оддел и зависи во каква здравствена состојба се корисниците што чекаат сместување. Бидејќи ние не можеме со секакви диагнози да бидат сместени во истиот простор. Например, има диагнози што се со тешки физички заболувања, има диагнози што се со деменција и со такви потреби не може да бидат сместени кај лица што се разумни, да речем, што се во добра психофизичка состојба. Во зависност од тоа каде има слободни места, таму има различна листа на чекање. Не е една листа на чекање, во зависност дали се мажи, дали се жени, дали се во добра здравствена состојба или не се во добра здравствена состојба, или здравствената состојба му е нарушена физички или психички. Врз основа на тоа постои различна листа на чекање. Ви благодарам. Ќе ве замолам до почетокот на седницата точна бројка на листа на чекање на пациенти, ако може да ја оставите. Благодарам. Повели Александар, па Марина. Добар ден на сите. Директор, ќе ви благодарам за
и црпните одговори. Ме интересира само колку изнесува месечниот надомест за престој во Старскиот дом. Моменталната цена е 11.737 за зависни корисници, корисници кои имаат помош од нашиот потреба од помош од персоналот, и 9.711 цена за корисници која е наменета за корисници кои сами може да си ги извршуваат своите секојдневни потреби во однос на хигиена, храна. Меѓутоа, во последно време, како и доаѓаат барањата, се поретко имаме потреба од сместување на такви корисници. Се повеќе се барањата во однос на лица кои имаат потреба од помош од нашиот персонал. И само уште едно накратко ме интересира кога последен пат се променети цените за престој во вашиот дом? Последен пат цените се променети во 2014 година од страна на Советот. Ви благодарам. Благодарам. Повели Марина. Во однос на листата на чекање, сакам да појаснам дека бројот на барања за сместување во Старскиот дом, значи листата, не е конкретна бројката, дека тие се не е вистинска, од нив е реално, да речем ако има 60 или 70 лица на листа на чекање, од прилика 30 се лица кои што биле понудени да бидат сместени во Старскиот дом, меѓутоа одбивале и појаснале дека барањата си ги имат поднесено колку да си фатат ред, односно или пак доколку сме му се јавиле во моментот имале потреба за сместување, меѓутоа ако ќе му се јавевме ние да бидат сместени, тие одбивале и викале нека стои барањето, се предомисливме ако може нека почека за потаму или за во зима или за напролет и така натаму. Врз основа на тие проблеми кои што се јавија и фактички ја пополнуваат таа листа, во домот беше донесена одлука на управен одбор за важност на барањето. Значи, донесена е одлука на управен одбор за важност на барањата за сместување од 1 година. Значи, доколку лицата кои што се на листата на чекање бидат, има побарано да бидат сместени, а одбиле, во рок од 1 година, ако не се исполни барањето и не се реализира сместувањето, тогаш тоа барање се тргнува настрана и доколку лицата потам во понатамошниот период имаат потреба од повторно сместување, треба да се поднесат повторно барање. Значи имавме доста такви случаи на кои што затоа што се вршеше контрола, значи од време на време листата на чекање се контролираше за да може да се види во каква состојба се старите лица, дали има промена во здравствената состојба, дали се уште се заинтересирани за сместувањето или не, и доколку имаше ослободено место, а беа повикани да бидат сместени лицата, доколку се одбиеше, значи не можеше барањата да стојат во домот до недоглед и да го држат местото на некој навистина што има реална потреба и хитна потреба, така да врз основа на тоа се направи одлука на управен одбор, важноста на барањата да бидат 1 година. Доколку во рок од 1 година не се реализира сместувањето, тогаш се поднесува ново барање. Кај тие лица кои што ги одбивале услугите и ги одложувале за понатаму. Благодарам, Марина. Дали друг има прашање? Повели, драги. Благодарам. Едно прашање за директорката. Пред мене е финансискиот план за 2026. Ставката капитални расходи. Гледам само 100.000 денари. Некоја опрема ќе се купува. Што е планирано, ако може да ми пообјасните? Планирано е најчесто шкафчиња за во собите, доколку сме во можност некој кревет да обновиме, инвентар со помал износ за во собите, каде што се сместени корисниците, најчесто за тоа. Со оглед на ова финансиска состојба, не можеме да влегуваме во некои капитални инвестиции кои не ќе можеме финансиски да ги поднесиме. Доколку во текот на 2026 година се створат услови да се зголеми финансискиот прилив, секако дека ќе ги обновиме електричните апарати во кујната и во пералната, затоа што тие се најмногу користени и најчесто дефекти се јавуваат во тој дел, во кујната и во пералната.
а другиот дел се состои од кревети, шкафчиња, наткасни, во таја смисла опрема во собите каде што се сместени корисниците. Други капитални инвестиции не се планирани, така? Моментално не се планирани со овој финансиски план. Ви благодарам. Дали има уште прашања? Доколку нема, поминуваме на следната точка. Точка број 10, програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2026 година. Го молам известителот да ја појасни оваа точка. Повелете. Добар ден, јас сум Снежана Димитровска од Советот за заштита на потрошувачи на општината. Ви посакувам најпрво како нов состав успешна работа за добробит на сите граѓани на Битола. Годишно носиме програма за заштита на потрошувачите. Важноста на оваа програма за нашите граѓани е во тоа што сакам да ве потсетам дека сите ние што сме овде и сите наши граѓани секојдневно се јавуваме во улога на потрошувачи, било да донесуваме одлука за купување на некој производ или некоја услуга, а чувствуваме некогаш дека нашите права се повредени, особено тогаш кога услугата или производот не се во тој обем или во тој квалитет како што очекувавме со оглед на цената што сме ја платиле. Поради тоа сметаме како Совет за заштита на потрошувачи дека е од важност оваа програма, првенствено да се едуцираат и информираат нашите потрошувачи, нашите граѓани, како да направат квалитетни избори, како потрошувачи уште при изборот на производ или услуга да можат да настапуваат по-одговорно, односно да донесуваат по-квалитетни одлуки. Во таа смисла се и планираните активности за 2026 година. Во програмата која е со вкупна вредност од 320.000 денари, предвидени се неколку активности, од кои дел се еднократни, значи како настани, а повеќето се долгорочни, односно се протегнуваат низ целата година, што значи дека се активности кои што се извршуваат речиси секојдневно. Најважна или со најголем обем е секако работењето на Советодавното биро, во кое што сите наши граѓани можат да дојдат и да ги искажат проблемите кои што не можат да ги решат или кои што сметаат дека најбрзо би ги решиле доколку добијат совет од нас. Тоа е накратко што би можела да ви кажам, бидејќи програмата ја имате, па за сега толку. Ви благодариме. Дали има прашања? Доколку не, поминуваме на точка број 11, годишна програма за работа за 2026 година на Општинската јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење. Крсте Мисирков Битола, повелете директорке. Добар ден на сите. Кратко во врска со годишната програма за работа на Општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење. Изработена е согласно статутот на установата и согласно Законот за отворени граѓански универзитети. Инаку, како работнички универзитет, постоиме уште од 1957 година. Во истиот објект сме, мислам, цело време. Од 1961 година објектот е даден на постојано користење и одржување. Во 2001 година престанато е финансирањето од страна на Министерство за образование на работничките универзитети. Во 2011 е донесен Законот за отворени граѓански универзитети за доживотно учење, а во 2012 Општина Битола повторно ги превзема оснивачките права на Отворениот граѓански универзитет. Главна дејност е образование за возрастни, формално, неформално и информално образование. Најголем интерес имаме за неформалното образование. Формалното образование е основното образование за возрастни, кои се уште има потреба од основно образование за возрастни, бидејќи имаме такви лица што се уште не го завршиле основното образование. Главниот интерес е за обуките за лични услуги,
Меѓутоа ние нудиме неформално образование од сите области, како од областа на машинството, градежништвото, болничари, негователи, котлари, водоинсталатери. Финансиските средства како установа што е на самофинансирање, сите ги користиме за одржување на објектот, за плати, придонеси и за склучување договори со надворешни соработници. Најчесто обуките ги, не најчесто, секогаш обуките се организираат во објекти надвор од, во специјализирани објекти надвор од работничкиот универзитет, во фризерски салони, козметички услуги и така натаму. Уписите не ни се фиксни, уписите ни трајат во текот на целата година и се во зависност од интересот на граѓаните. Имаме слушатели од Битола и регионот и како главни приоритети со цел зголемување на бројот на слушателите за 2026 година ни се подобрување и осовременување на условите за работа со санирање на покривот на зградата, реновирање на училниците, промена на делодограмата, опремување на кабинети за едукација во современи услови и уредување на дворот и санација на портата од задниот влез. Тоа би било накратко, ако има некои прашање. Ви благодарам. Јас имам едно прашање. Во моментот, колку граѓани имате на број кои што одлучиле да го завршат основното образование во моментот кај вас? Во текот на целата година, 2025, имавме 15. 15. А уписите како не се во одреден период, туку има неколку... Не, вака. Основното образование за возрастни, ако има поголема група заинтересирана, тогаш имаме консултативно-инструктивна настава, тогаш доаѓаат определено време, па после се полага испити, инаку согласно правилниците по кои работиме, во годината има 5 испитни сесии, во кои се спроведуваат испити за основно образование за возраст. Така, ви благодарам. Дали има други прашања? Доколку нема, поминуваме на последната 12-та точка. Решение за измена и дополнување на решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните училишта на подрачјето на општина Битола за учебната 2025-26 година. Ја повикувам директорката да ја појасни оваа точка. Повелете. Благодарам. Почитувана председателке, почитувани советници, добар ден. На разгледување ви доставивме барање за давање ваше позитивно мислење за измена и дополнување на решение кое е донесено од Советот на општина Битола на 26.8.2025 година. Потребата за вакво барање произлезе по редовен увид на државниот просветен инспектор спроведен во месец септември, кога беше констатирано дека комбинираната паралелка која функционира во нашето училиште од 2023 година е формирана со решение за работно задолжување на наставен кадар, издадено од тогашниот директор, и во текот на постапката е утврдено дека при формирањето на оваа паралелка не било прибавено претходно позитивно мислење од основачот, односно од Советот на општина Битола, иако тоа е предвидено со Законот за основно образование. По извршениот увид, во материјалите кои ги добивте и ги доставивме до вас, инспекторот ја задолжи нашата установа да постапи согласно законските одредби, односно да постапи во најдобар интерес на учениците и да побара мислење дополнително од Советот на општина Битола како основач, со цел да се регулира статусот на паралелката и да се обезбеди континуитет во образовниот процес на овие ученици, кои веќе отпочнуваат трета година да работат по овој модел во комбинирана паралелка, како што и напоменав во нашите материјали. Станува збор за 4 ученици, 2 ученици од 6-то оделение и 2 ученици од 8-то оделение во посебните паралелки. Значи, тоа се паралелки кои се уште функционираат во Центарот за поддршка
за ученици со попреченост, а според законот сукцесивно, година по година, тие се осипуваат и се изземаат од образовниот процес. Така што оваа паралелка би функционирала уште оваа година и наредната, и потоа ќе остане 7 оделение како сама паралелка. Значи, училиштето навремено постапи по наложеното барање во септември и достави барање до претходниот состав, но поради динамиката и ограничениот број на седници на Советот, истото не можеше да се реализира. Со оглед на тоа, што ова прашање директно се однесува на учениците со попреченост и организацијата на наставата согласно плановите и програмите, повторно го доставуваме на разгледување ова барање и љубезно ве замолуваме за постапување. Доколку имате прашања, повелете. Ви благодарам, директорке. Повелете дали има прашања по однос на последната точка. Доколку нема, констатирам дека дневниот ред е исцрпен и можеме да поминиме на гласање. Точка број 1. Донесување заклучоци против дезинформациите за мигрантски кампови. Кој е за? 3 гласа за. Констатирам дека оваа точка е усвоена. Точка број 2. Програма за туризам на општина Битола за 2026 година. Кој е за? Кој е за? Констатирам дека со 3 гласа за оваа точка е усвоена. Точка број 3. Програма за култура во општина Битола за 2026 година. Кој е за? Со 3 гласа за оваа точка е усвоена. Точка број 4. Програма за образование во општина Битола за 2026 година. Да гласаме кој е за? Констатирам. Добро. Констатирам дека оваа точка е усвоена. Точка број 5. Програма за социјална заштита во општина Битола за 2026 година. Кој е за? 3 гласа за, против и воздржани нема. Констатирам дека оваа точка е усвоена со 3 гласа за. Точка број 6. Програма за превенција на детско престапништво на општина Битола за 2026 година. Кој е за? 3 гласа за, против нема, воздржани нема. Констатирам дека оваа точка е усвоена со 3 гласа за. Точка број 7. Годишна програма за работа на јавната општинска установа Културен информативен центар Битола за 2026 година. Да гласаме кој е за. Против, воздржани нема. Констатирам дека точка број 7 е усвоена со 3 гласа за. Точка број 8. Годишна програма за работа на општинска јавна установа Зоолошка градина Битола за 2026 година. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам дека оваа точка е усвоена. Точка број 9. Годишна програма за работа и финансиски план на јавната општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2026 година. Кој е за? Против? Воздржани нема. Точка број 10. Програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2026 година. Кој е за? 3 гласа за, против нема, воздржани нема. Точка број 11. Годишна програма за работа за 2026 година на општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола. Кој е за? 3 за, против нема, воздржани нема. Точка број 12 и последната точка, решение за измена и дополнување на решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните училишта на подрачјето на општина Битола за учебната 2025-26 година. Се извинувам, едно мало појаснување, јас се иземам од гласање во врска со оваа точка. Можеме да гласаме.
Кој е за? 2 гласа за. Воздржани нема, против нема. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, со ова ја затворам оваа седница на Комисијата за јавни дејности.